Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата достави предлог на закон за дополнување на Закон за локална самоуправа, чија што цел на овој предлог закон е да се создаде унифицирана законска можност за сите општини во државата преку одлука на советите во општините да можат да ги ослободат родителите и старателите на децата со попреченост и аутизам од плаќање на доместок за користење на јавен простор за паркирање. Потребата од измена на Закон за локална самоуправа произлегува од реалните предизвици со кои се соочуваат семејствата на деца со попреченост и аутизам при секојдневното движење и користење на јавниот простор. Паркирањето во зонските подрачја представува дополнителен финансиски товар за овие семејства, особено кога станува збор за редовни посети на здравствените установи, образовни институции или специјализирани центри за третман. Во повеќе држави од регионот, како Србија, Хрватска и Словенија, ваквите категории лица се ослободени од плаќање на паркинг во зонски системи преку унифицирана законска регулатива или одлуки на локалната власт, односно локалната самоуправа. Практиката од европските земји и регионот покажува дека добрата регулирана политика за ослободување или значително олеснување на трошоците за паркинг може да значи подобрување на квалитетот на животот на лицата со попреченост. Во рамките на Европската унија има модел на паркинг карта за лица со попреченост, која возможува различни поволности при паркирање, вклучувајќи можност за ослободување од такси за паркинг, достапност на резервирани паркинг места и признавање на картата во другите земји членки. Во Обединетото кралство системот сивна карта ги опфаќа и лицата со попреченост и лица со аутизам и овозможува паркирање блиску до наменските места, бесплатни и намалени такси, како и проширени услови за користење. Во земјите регионот, како што е Унгарија, владината уредба предвидува дека возилата кои превезуваат лица со аутизам се ослободуваат од плаќање на паркинг на доместок. Покрај тоа, измената ќе придонесе за развој на локални политики кои го напредуваат животниот стандард на лицата со попреченост и нивните семејства, со што општините ќе добијат можност да покажат повисок степен на општествена одговорност и хуманост. Со воспоставување на законска рамка, што возможува еднаков третман на овие категории граѓани низ сите општини, ќе се поттикне поголема кохерентност во локалните социјални политики и ќе се зајакне довербата на граѓаните во самите институции. Очекуваните финансиски импликации од примената нова измена се минимални, бидејќи бројот на корисници е ограничен и нема да влие значително врз приходите на општинските буџети. Напротив, долгорочните придобивки ќе се манифестираат преку зајакнување на инклузивноста во локалните заедници, подобрување на квалитетот на живот и создавање на општество засновано на еднакви можности и меѓусебна политика. Почитувани колеги пратеници, со оглед уште еднаш ќе напоменам дека станува предлог на дополнување на закон каде што нема сериозни финансиски импликации ни по буџетот на централната власт, ни по буџетите на јавните претпријатија и буџетите во општините. Предлагам замолувам овој закон да го изгласаме тука заеднички, без разлика дали е предложен од власта или опозицијата, и се работи за исклучително категорија на граѓани на кои што ова наистина им е потребно, а со ваквото законско регулирање ќе им помогнеме на градоначалниците и локалните самоуправи да им излезат директно во пресет на овие граѓани. Согласно со член 175 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, од причини што не се работи за обемен закон, предлагаме предлог на закон за дополнување Закон за локална самоуправа, Собранието да расправа и да одлучува во скратена постапка. Благодарам. И јас ви благодарам.